Благодарам, почитувана господјо заменик министер. Мојата дискусија во делот на предлог на закон за измени и дополнување на законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати прво читање е во насока на она што го прави владата во делот на цените на нафта и нафтени деривати во малопродажбата. Она што е важно за стопанството, за економијата, за транспортните предпријатија, она што е важно за домаќинствата. Сведоци сме, почитувани присутни, дека кога дојде оваа влада на 1 јуни 2017 година, 1 литар дизел во Македонија чинеше 46 денари. Сега цената е зголемена некаде за околу 50% со сите флуктуации кои што ги имаме на дневна, неделна и месечна основа. Почитувана господја заменик министер, имаме ситуација во која што сите транспортни предпријатија, сите можни асоциации, луѓе, потрошувачи и така натаму, ви велеа пред 2,5 години, не го гласајте законот на владата на Зоран Заев за зголемување на акцизата на дизелот од 3,5 денари. Вие го гласавте тоа. И рековте, ќе одземеме и ќе одземете 30 милиони евра. 30 милиони евра зимате секоја година од граѓаните на Македонија само врз основа на акцизата која што ја воводивте од 3,5 денари по 1 литар дизел. Сега да ве прашам, почитувана господја заменик министер, после 3 години кумулативно можеме да зборуваме за собрани и седени од народот, граѓаните и стопанството на 100 милиони евра. Истовремено, во текот на сите овие 3 години на еколошки проекти во државата имате потрошено околу 5 милиони евра. Ова акциза која што ни ја воведовте тогаш, ја воведовте во име на екологија, во име на чист воздух, во име на подобра животна средина. Не го донесовте тоа. Воздухот во Македонија е позагаден отколку било кога. Затоа ве прашувам, господјо заменик министер, во ситуација во која што секој ден, кога ќе појдат на бензинска станица, граѓаните плаќаат дополнителни 3,5 денари по литар дизел, вие имате собрано за 3 години кумулативно 100 милиони евра, а за еколошки програми сте потрошиле 5 милиони евра. На што ви отидоа парите? Зошто не ја укинете таа акциза? Така што во делот на нафта и нафтени деривати, мислам дека имаме уште едно од многуте фијаска на владата на Зоран Заев. Катастрофална е состојбата, голем број на предпријатија мора да ги намалат своите капацитети, голем број на предпријатија мора да ги намалат своите операции, некои од нив можеби мора да отпуштаат. Голем број на граѓани, и тоа како го почувствуваат тоа на нивниот буџет, а гледаме одговорноста е никаква. Значи во тој дел мислам дека апсолутно треба да имаме ситуација каде што овој закон, ваков каков што ни го предложи парламентарното мнозинство и владата на Зоран Заев, час поскорно да се укине акцизата дополнителна на Зоран Заев по 1 литар нафта која што е 3,5 денари. Тоа ќе овозможи повеќе средства во домашните буџети, тоа ќе биде добро за компаниите, тоа ќе биде добро за стопанството. Тоа ќе ги намали цените во малопродажба на производите кои што граѓаните секој ден ги купуваат. Дали, почитувана господја заменик министер, 3 години после вашата мерка, која што вашата влада ја предложи, може уште еднаш да констатираме дека имате неуспешен, катастрофален проект кој што не дава резултати. Ниту еколошки проекти, ниту чист воздух, ниту поевтин бензин за граѓаните и стопанството. Благодарам.